Сега се поврзуваме со колешката Ивана, која што во продолжение сакам да ја најавам со нејзиниот соговорник во поглед на сето она што се случува во општината Бутел. Станува збор за сето она што е сработено, за инфраструктурниот бум во општината, за предизвиците кои што следуваат, но и како Бутел да стане општина која ќе приреди убав живот на сограѓаните. Добро утро, Ивана, и до тебе и до градоначалникот Дарко Костовски, кој ќе ни ги каже најновите планови поврзани со општината. Да, токму така, Оливера, добро утро до тебе, добро утро и до сите наши гледачи. Да ги спомена дел од прашањата, нели, од кои што одговор ќе добиеме ова утро од градоначалникот на општина Бутел, Дарко Костовски, кој што го извршува веќе и вториот мандат како прв човек на оваа општина. Ние во моментов се наоѓаме во срцето на општината, како што можете да забележите, и ќе дознаеме за тоа кои се моменталните инфраструктурни проекти, на што се работеше изминатиот период, но и кои се идните планови и проекти кои што треба да се реализираат во општината, се со цел да стане поубава општина за сите граѓани кои што живеат во неа, но и кои што допрва ќе дојдат можеби да живеат овде. Градоначалник, ќе ви посакам добро и убаво утро. Она што е актуелно во општината е дека постојано се прави нешто, односно дека се работи инфраструктурни проекти. Неодамна започна со работа и новата полициската станица, па како сте можеби вие задоволни, па и граѓаните како се задоволни, затоа што тоа е нели најважното. Добро утро, добре дојдовте во Сончев Бутел. Да, започна полициска станица со работа, конечно полицајците од општина Бутел имаат навистина добри, квалитетни, модерни, би рекол, услови за работа. Задоволни се пред се они, бидејќи тие го спроведуваат законот, они работат, а секако и граѓаните имаат едно посоодветно место доколку нели има проблем да го пријават, да добијат поквалитетна услуга. Така да постигнавме навистина вистински ефект во вистинско време, би рекол, со полициска станица. Да, старото место беше каде што се наоѓаше полициската станица. Што се однесува до ова место, односно што се предвидува за да биде направено овде? По вистинска смисла на зборот, мислам дека тоа е срцето на Бутел, значи тоа е потегот веднаш до црквата Свети Јован. Веќе завршивме целосна проектна документација каде што се предвидува нов плоштад и дом за култура, нешто што го нема на територија на општина Бутел и нешто што навистина мислам дека во директна смисла целосно ќе ја промени сликата за општина Бутел. Покрај сите останати проекти кои што ги градиме, кои што ги изградивме во неколку 4-5 години наназад и оние кои што следат во иднина. Така да очекувам некаде оваа година на есен да го започнеме тој голем, би рекол, проект, нов плоштад до црквата Свети Јован и нов дом за култура. Да, и верувам дека со овие проекти Бутел ќе стане уште поубаво место за живење за сите жители. А што е она на кое што се работи во моментов или во последниот период во оваа општина? Навистина отворивме широк фронт на работа. Најнапред би ги споменал улиците. Инвестираме буквално како никогаш до сега 150 милиони денари за нова патна инфраструктура. Од тој пакет на улици некаде вкупно 50-тина, ни остануваат уште 15-тина поголеми улици кои што ќе ги реализираме сега во следниот период. Во овој период започнуваат да се градат нови 3 спортско-рекреативни центри. Градинките неколку пати ги споменувам, се во завршна фаза, во Бутел 2 и во Бутел 1, тие за многу кусо време треба една по друга да се отворат, да се пуштат во употреба. Двата моста, едниот со забрзана динамика се гради, другиот исто така очекувам до пред летото да го види својот финиш во населеното место Радишани, поточно во долниот дел на Радишани. Тоа што исто така важно, сакам да го споделам со граѓаните, е дека за многу скоро од сега почнува да се гради новата поликлиника, таму е целосно се завршено по однос на документацијата која што ни е потребна, но имаме еден мал технички проблем со дислокација на стариот објект, само за тоа станува збор, но очекувам деновиве заедно со Министерството за здравство и со некои други институции кои што се поврзани со овој технички проблем
не би обременувал сега за што станува збор, бидејќи ќе го надминеме за многу скоро. И со тоа навистина отвараме сериозен широк фронт на работа. Со град Скопје градиме еден парк во моментот, друг треба да започнеме наскоро. Наскоро започнува целосна реконструкција на улица Бутелска со Радишанска, се до третиот влез, од Расадникот до третиот влез. Навистина широк фронт на работа со кој што во оваа прилика би сакал и да побарам трпение од страна на граѓаните, бидејќи градежните активности знаат некогаш и да го отежнат сообраќајот па и животот, би рекол, но секако се тоа е за поголема цел. Добро е тоа што се градат нели зелени површини и паркови, што е многу важно, нели, како за помладите, но така и за повозрастните и за сите жители. Од неудамна почнавте да давате и финансиска помош за новороденчиња, нешто што е ново во оваа општина и досега не било пракса. Што значи ова за заедницата? Па тоа е една политика на поттик кон младите луѓе да создаваат повеќе детни семејства, затоа што сметам дека тоа е суштината за развојот на оваа држава. Не можеме да темелиме развој, не можеме да поставиме темели за развој доколку нема луѓе, вака подиректно кажано, и некако добро дојде кај луѓето. Не дека премногу ќе заврши таа сума на пари работа по однос на новото детенце што ќе пристигне, но некако мотивацијски легнува кај граѓаните сето ова и ги гледам реакциите од нив. Пред некој ден ја потпишав и првата одлука, така да се надевам дека што повеќе новороденчиња ќе имаме територија на општина Бутел за оваа политика да добие вистинска димензија. Да споменеме само дека 5000 денари е сумата, нели, која што ја добиваат сите нови родители или сите оние, секој новороденче кој што ќе се роди во оваа општина. Што се однесува до предлозите, поплаките од жителите, каде, како можат да дојдат, да ви предложат нешто, да дадат некоја сугестија во однос на општината, што им смета, што треба да се подобри? Најпрво лично се движам јас низ Бутел и постојано тоа го прават граѓаните, секако тоа е моја работа. Многу често има и работи кои што се надвор од моите ингеренции, но и таму се обидувам да помогнам колку што е можно. Доколку се обратат до архивата, секако ќе им биде одговорено на било која социјална мрежа, секако ќе им биде одговорено, има посебен тим во мојот кабинет кој што се занимава со овие работи. Не се случило да нема одговор на ни еден граѓанин по однос на неговото прашање. Дали ќе има решение или не, зависи од проблемот, од суштината на прашањето кое што ќе го постават, но секако добиваат одговор и она што можам да го гарантираме дека од страна на кабинетот и лично од мене правиме максимум за секој едно прашање кое што е поставено до нас да биде одговорено. Така да мислам дека имаме навистина сериозно, квалитетно изградена интеракција со граѓаните на општина Бутел и тие тоа го препознаваат. Впрочем и тоа е можеби едно од наградите кое што ни ја пружија за време на изборите. Да, и транспарентноста, нели, тоа исто така многу важно во поглед на тоа каде треба, нели, да се помогне и да се делува веднаш. Јас ќе ви посакам успеси и понатаму и Бутел да стане уште поубаво место за живење од она што е денеска. Ви благодарам на вашето одвоено време. Благодарам и јас. Многу е добро што таа политичка визија која што има веќе ја гледам на дело и навистина општина Бутел во вистинска смисла на зборот се претвара во модерна општина и благодарам за вашето присуство денеска во нашата општина. И почитувани гледачи, ќе ве поздравиме од тука, од општина Бутел и од населбата Бутел, каде што всушност нели се наоѓа и општината, ги спомена градоначалникот дел од клучните проекти кои што ќе следат во следниот период. Се градат и во моментов слушнавте паркови, зелени површини, она што е многу важно за околината, она што е важно за заедницата и секако за планетата и за местото каде што живееме. Во функција веќе ставена новата полициска станица, а за скоро време се чека да почне со градба и новата поликлиника која што бутелчани одамна веќе ја очекуваат. Благодарам, Ивана, за добриот разговор, инспиративниот разговор и ќе посакаме да се случи сето она што се планира од страна на градоначалникот и неговите соработници.